Се повикав на вчерашниот диалог и подготвив нешто. Скицирав, пардон. Значи, на точка на дневен ред е разрешувањето на господинот Адмир Ималити од функцијата министер за информатичко општество и администрација. Ако е точката разрешување, а предлагачот сте вие, премиерот, тогаш редно е ние пратениците во името на граѓаните да добиеме целосен одговор на прашањето зошто го разрешувате. Имено, сакам да го предочам следново. За мене, господинот, што го разрешувате, е познат по така наречениот балансер, со кој се обидува да балансира етнички бројки, меѓутоа не водејќи сметка за неможноста да се балансира знаење со незнаење, мислам на бројките. Уште еднаш потенцирам. Во историјата на пописите не се случило да се попишува диаспора. Замислете тогаш Ирска или Грција колку жители ќе имаат. Од ова што се слуша, што го слушаме деновиве, не можам да не кажам следново, да подсетам на Бечхот, кој што вели дека парламентот не е ништо повеќе од голем собир на повеќе или помалку безделници. Се срамам од тоа. За да не бидеме безделници, требаше подготвени да дојдеме овде, вие за причините зошто треба да се разреши господинот заменик министер, а ние да ви поверуваме на тоа. Значи, слаба влада имате, премиере, вие сте всушност еден од двајцата премиери, вие сте оспоруван премиер, вие имате опасна конкуренција во фактичкиот премиер, господинот Али Ахмети. Впрочем, кога имате секоја година промена на влада, поголем доказ за слаба влада нема. 2 влади во една или 3 влади во една не овозможуваат вие да бидете прв меѓу еднаквите. Вашиот статус е дифузен, не велам дека го заслужувате од следниве причини. Имено, вие го наследивте господинот Заев, кој што креираше така наречен премиерски систем, односно беше јак премиер, појак дури и од председателот на државата. Двете глави беа некоординирани и често пати она што се случуваше во општеството зборуваше за обезглавеност. Зошто сметам дека е слаб вашиот статус? Прво, не велам дека е тоа од лични причини, меѓутоа вие ме подсетувате или не подсетувате нас на кој ни е професија, политичкиот систем, на италијанскиот профил на премиер. Италијанските влади се слаби, а премиерите најчесто личат на брокери, значи вие сте брокер во слаба, кршлива, конфузна, неука коалициона влада со ретки исклучоци. Може би и вие сте еден од нив, но тоа ќе докажете во иднина. Згора, иако имаме слаб премиер, начело на екзекутивата, всушност што се случува? Ние овде, безделниците, да немаме никаков, ниту да сакаме да имаме парламентарен надзор над екзекутивата. Не ве споредив со германски канцелар или канцеларка, зашто нам ни недостигаат и некои други важни елементи за демократија. Во Германија тоа е горниот дом, значи Бундесратот, тоа се лендерите, но најмногу е Уставниот суд. Ние немаме Уставен суд и со изборот на господинот што го предложивте, всушност целосно ќе го избришеме Уставниот суд. Понатаму, ние немаме независно судство, значи нема шанса за спреги и кочници. Предходниот премиер ја наруши и ја узурпира медиумската независност, креирајки, не баре Мардок, квази паралелно владино новинарство, повеќе пропагандистичко, пиар, повеќе конструкција одошто стручна фела. Денеска ги чувте по виците. Кога доаѓав вамо, ги слушав новинарите.
Слабото мнозинство што го наследивте ве турка во хронична и опасна зависност од вашите коалициони партнери, ама најмногу од големиот брат. Слаби ви се и настапите на медиумите, не велам, сум ве слушала и во добра верзија како заменик министер, дека е тоа лично врзано за вас, ама мислам дека се работи за отсуство на политичко искуство, не велам харизма, како што би рекол Макс Вебер, ама најмногу заради слабата логистичка поддршка што ја имате околу себе, не знам дали ја наследивте. Понатаму, зошто имате проблем? Председател на собранието, председателот на собранието не доаѓа како во сите демократски држави од партијата што го има мнозинството, бидејќи таа ветила дека ќе ја реализира програмата, туку се работи за еден целосно нелегитимен, авторитарен, милитантен лик, кој што на командантот Али Ахмети му се обраќа понизно со команданте, а на некои дури овде пратеници, некои пратеници ги подсетува дека му биле војници. Значи, би сакала да речам се викате, значи надимакот или скратениот збор ви е тачеи, си велам дали овај ми буди асоциација на тачеризам? Не, зошто? Бидејќи тачерка стана позната. Зошто? Заради идеолошкиот акцент на неолиберализмот. Вие сте социјалдемократи, асоциацијата би ме водела кон Блер и блеризмот, но не е така. И тој се водеше од идеолошкиот предзнак, од третиот пат и од новиот лаборизам. Вие немате шанса со тие коалициони партнери да развивате ниту социјалдемократија, ниту блеризам. Вие, велам, не можете заради обкружувањето да развивате специјално лидерство доколку имате такви квалитети. Зошто? Меѓу останатото и зашто не сте биле на избори. Вие не можете да градите личен мандат, зашто до вас стои лик кој што постојано повторува дека ќе продолжите по старо. За да изградите премиерски профил, треба да имате поголемо влијание врз тимот. Вие го наследивте тимот, а сега сте соочени кон нови, под наводници, реформи. Дури требаше или треба, ви го советував тоа и вчера, да се заканите, како што тоа го направи Петков, дека не ви е до власта, дека сте вие реализиран човек во друга област и дека нема да правите коалиција со коалициони партнери со кои не можете да градите реформи. Знам дека постои уставна пречка, ама ние се бавиме со други глупости, менувајки го уставот, бидејќи точно е дека во најголемиот број држави премиерите се тие што си го бираат тимот и затоа одговараат за него. Не го наследуваат или не го добиваат тимот од некакви си лидери на партии. Може би имате добри лични советници, ама мислам дека не се критички настроени кон вас. Зошто? Предпоставувам дека повеќе ви се додворуваат. Зошто? Глумејки медиумски хиени, како што веќе реков. Значи, повторувам, вашата коалиција е вештачка и инкомпатибилна. И предходните беа вештачки и инкомпатибилни. Имате неформално фракционерство и внатре, ама и во партијата што ја представувате. Зошто е тоа јасно? Си заминаа некои министри и станаа важни фигури во социјалдемократското и социјалистичко движење. Владата ви е фрагментирана. Допрва ќе се фрагментира. Предлозите апсолутно не значи дека ќе добиете ветар и нова сила. Имате паралелизам опасен во владата и во ликот на господинот Бујар Османи, се надлежниот министар. Тој се меша и во Министерството за внатрешни работи, се меша дури и во председателските овластувања. А председателот е фикус, не е ни фикус што венее, туку е хибриден, туку е еден кактус. Последна реченица. Не можете да дојдете до промени со овој тип. Ликовите што ви ги предложија